Здраво, деца, добро дојдовте во втората лекција од делот за анимации во рамките на курсот од информатика 2. Денеска ќе зборуваме за цртање со основни алатки, бои и градиенти. Подсетам, значи во првата лекција видовме и малку се запознавме со работната околина на програмата Vectorino Giotto. Vectorino Giotto е програма која што е наменета за 2D анимација. Сега ќе ја стартуваме. При стартувањето на почеток вчера видовме многу повеќе панели и дополнителни алатници кои што ги исклучивме заради поголем простор на работната површина, така да за денес основните кои што ни се потребни се овие, ќе повикаме некои доколку се потребни од менито Window. Значи тука се сите панели кои што некои од нив претходно ги исклучивме, некои воопшто не беа ни вклучени. Денеска ќе ни биде потребен панелот Object Properties, но за тоа малку подоцна. Значи денес ги објаснуваме деловите од алатникот, дополнителните алатници и делот со боите. Инаку на Digital School во рамките на курсот ја имате во PDF презентацијата со неколку кратки слајда за истава лекција, во која што се, еве само да ги погледнеме, се прикажани скриншотови со малку зголемена слика од алатниците со нивно објаснување. Така да се надевам дека ќе ја симните таа презентација чисто како референца за објаснување на имињата на алатниците. Значи тоа се само неколку слајда со конкретно објаснување. Јас денеска нема овде да ги читам од оваа презентација, туку директно ќе ги објаснувам во рамките на програмата Vectorino Giotto. Па да почнеме. Алатникот кој што ги има речиси сите опции со кои што може да се цртаат објекти се наоѓа на левата страна. Значи за да може да анимираме некакви објекти има два начини, или да вметнеме некој готов објект во облик на слика, па на него да вршиме некаква анимација, или да го нацртаме објектот. Денеска јас ќе зборувам претежно за цртање на објекти. Значи првата алатка е алатка за селекција, на која што секогаш треба да се навратиме од кога ќе го нацртаме објектот, е потребно некаква измена да направиме во неговите својства. Алатката за субселекција ќе објасниме подоцна. Значи прво еве да нацртаме некој објект. Нека биде тоа некоја елипса. По дефолт објектите се цртаат со црн рап и со сино исполнување. Ќе се навратиме малку подоцна во десниот дел кај што се боите, меѓутоа имате еден алатник за брза промена на бои. Тука гледате црна е бојата на работ. Ако кликнеме на пен, ќе го видиме изборот од некои стотина бои од кои што може да избериме боја на работ, и под него имате боја на четка, што значи боја на внатрешно исполнување. Имате фактички истите бои за да може да ги изберите. Кога сум веќе тука кај овој помошен алатник за бои, да објаснам дека ова копче е за да овозможи црно-бела комбинација на овие две бои. Значи кога кликнам на него и доколку исцртам некој објект, тој ќе биде исцртан со црн рап, а ќе биде исполнет со бела позадина. И имате копче за менување на боите, Swap Colors, кој што ќе возможи да се променат бојата што била рамна, да стане боја на исполнување и обратно. Значи еве јас ќе изберам да речеме некоја си сина боја на работи, некаква си, не знам, жолта боја на исполнување. Така да доколку сега го нацртам објектот ќе биде со новите параметри кои што току ги избрав. Значи веќе нацртам неколку објекти на сцената. Ќе се навратиме подоцна малку, еве додека сум тука да објаснам овој алатник што се состои само од две алатки ова рачево е за поместување на сцената, че може да ја поместувате горе, долу, лево, десно, особено кога е таа поголема, односно кога е зумирана. Лупата е нормално за зумирање, зумирате така што тргате од горе лево на кај долу десно, значи зумирате внатрешно, со обратно, значи од долу десно на кај горе лево, ја одзумирате сцената, значи може да ја намалувате или да ја зголемувате. Значи ова рачево е особено корисно кога сцената ви е прилично зумирана, така да треба да извршите поместување за да може да имате пристап до некој објект кој што претходно не бил доставен.
Јас ќе го зумирам ова, односно ќе се вратам назад во некоја си позиција каде што можам да гледам речиси целата сцена. И уште нешто, овие долни алатки, првото е за спојување на објектите и тој алатник е по дефолт вклучен. Што значи тоа? Доколку јас цртам објекти и сега двата објекти случајно се препокријат, тогаш објектите ќе бидат, доколку се со иста боја, ќе бидат споени. Овие два беа со различна боја, меѓутоа јас ќе нацртам сега уште еден овде. И ја забележувате дека овие два објекти се споја. Значи исто како што во векторска графика имавме спојување на објекти, или пак кога во растерска графика во GIMP со помош на Shift ги додававме селекциите една до друга. Значи ова копче по дефолт е вклучено, доколку не сакате ова да ви се случува, ако некогаш цртате објекти кои што сакате да видат еден до друг, па случајно да не се препокријат или еден преку друг, тогаш треба да биде исклучено. Доколку сега е исклучено, новиот објект кој што ќе го нацртам нема да се спои со тој што е под него. Ова копче е за прилепување на објектите кон линиите водилки. Линиите водилки се линии кои што помагаат за да порамниме објекти на одредена координата. Нив може да ги извлечете, значи тие може да бидат хоризонтални и вертикални, да ги извлечете од линеариве. Ако сакам хоризонтална линија водилка, кликам на линеарот и влечам надолу, ќе ја поставам каде што сакам. Ако сакам некоја да биде вертикална, тоа ќе го направам од вертикалниот линеар. Сега, кога е копчето Snap to Guides, тоа значи прилепи на кон водилките вклучено, тоа значи дека кога објектот, само да ја земам латкава за селекција, кога објектот е селектиран и го поместуваме, тој идеално ќе се залепи за неја. И сега доколку сакаме повеќе објекти да прилепуваме, тоаш ќе бидат сите на иста висина или на иста ширина доколку ги прилепуваме кон вертикалната линија. Линиите нема да сметаат, нема да бидат прикажани кога на крајот ќе ја експортираме анимацијата, меѓутоа доколку ви сметаат може да кликнете на неја и да ја однесете повторно на кај линеарот за да не се гледа повеќе. Кога сме веќе кај латката за селекција да покажеме дека кога кликаме на објектот, објектот е селектиран, но за разлика од сите останати до сега програми за цртање, забележувате дека ги нема тие околу квадратчиња за селекција, туку селектираниот објект се разликува од останатите по тоа што внатре гледате една мрежа од ситни бели точки. Може да селектирате повеќе објекти со помош на држање на копчето Shift, значи јас сега го држам Shift и ќе кликнам на оваа елипса, сега ми се селектирани тие два објекти. Може да ги селектирате и со цртање на еден виртуелен правоаголник кога е избрана латката за селекција. Доволно е да бидат допрени објектите за да бидат селектирани. Значи јас сега само со овој правоаголник го допрев овој долниот одсечен круг и сега трите објекти се селектирани. Со CTRL-J кретенката овде не важи, значи не може да ги селектирате сите објекти. Ако тоа е потребно, тоа може би ќе треба да одзумирате малку и со помош на овој правоаголник да преминете за да ги селектирате сите објекти. Алатката за субселекција е интересна затоа што нешто делува како тие точките што се додаваа во програмата за векторска графика. Јас ќе нацртам еден правоаголник сега. И со алатката за субселекција ќе кликнам на тој правоаголник. Може би лоше изборов на бојове кој што го направив. Ќе ги променам, еме нека бидат класично како што беа претходно. Добро. Со алатката за субселекција имаме контролни точки. Повеќе контролни точки зависи од обликот на објектот. Ова е правоаголник, имаме 4 контролни точки. Со тие 4 контролни точки можеме да вршиме деформација на објектот. Значи нив можеме да ги поместуваме. Доколку алатката за субселекција ја искористиме на некој си елиптичен објект, гледате се појавуваат повеќе такви точки. За тие точки, ова е крива, можеме да ги поместуваме нешто слично како кај кривите кои што ги покажавме во програмата за векторска графика. Повторно се појавува една контролна отсечка со помош на која што можеме овие кривини да ги скулемувам, да ги изоструваме или да ги затапуваме. Значи истото ќе важи и за останатите објекти. Сега постои една интересна опција во
во оваа програма, јас ќе ги избришам сите овие, за да можам да покажам подобро. Значи, ќе нацртам еден голем правоаголник, кога е избрана алатката за селекција, но објектот не е селектиран. Значи, внимавајте, кога е избрана алатка за селекција, ама објектот не е селектиран, значи не се исполнет со тие ситни точки. Доколку се приближиме пополека кон некоја од страните, не знам дали ќе забележите дека сега кај стрелката од курсорот се појави едно малецко кривинче под неа, што значи сега јас можам да извршам искривување на таа отсечка. На тој начин може да се прават интересни облици. Еве, например, ќе да речеме ќе нацртам некој си смајли со обична линија. Зедов погрешка алатката за слободна рака на место за линија. Добро, и сега ако земам алатката за селекција, а не ми е селектирана линијата, значи можам да го направам happy face или тажен лик. Ќе го избришиме ова. Одиме понатаму. Значи имате алатка за цртање на прави линии, значи на отсечки, кликате и влечите и пуштате. Кога ја користиме оваа алатка со помош на копчето Shift, можеме да нацртаме хоризонтална или вертикална линија. Значи сега јас го држам копчето Shift, евентуално може да биде линијата хоризонтална или вертикална, додека го држам тоа. Ова е алатка која што се вика Lasso Tool. Меѓутоа ласото нема иста функција како што имаше во GIMP. Ласото што прави може да отсечете дел од некој си објект и да го поделите тој на два. Еве ќе нацртам една елипса и сега со ласото, како со слободна рака, цртате и овој делов што ќе го заобиколите, фактички исто како да го отсечете со некаква ножица. Значи, може сега да го пометам на страна. Добивме два различни објекти. Алатката за вметнување на слика, само ќе ја покажам, нема сега да вметнувам слика, значи може да вметните вие некоја готова слика, обично тоа е JPG или PNG слика, препорачувам се разбира PNG да биде во рамките на анимацијата и не ја да ја искористите понатаму во анимацијата, само да ве предупредам дека во такви случаи програмата ќе работи малку поспоро, затоа што програмава во суштина векторска програма, вие внесувате растерска слика, која што треба да се векторизира некако во самата програма, за да може подоцна сликата да се користи во рамките на анимацијата. Инаку, едноставно, кога ќе кликнете на оваа алатка, ќе ви се отвори прозорец во кој што треба да ја најдете сликата која што сакате да ја метнете, кликате на Open или Select и сликата ќе се вметне во рамките на анимацијата. Алатка за внесување на запишување на текст. Едноставно е, значи, кликате некоја си рамка, кликате на алатката и цртате некоја рамка во која што ќе го напишете текстот. Текстот се пишува со бојата на четката. Сега доколку сакате да променувате некакви параметри во врска со текстот, сега ќе ни биде потребно да го отвориме дополнителниот алатник со својства на објектите. Значи од менито Window, Object Properties. Еве го во кој што гледаме, не знам што ми се случи со текстов. Значи во него ги имаме некои од стандардните опции за работа со текст, избор на фонт, големина на фонт, задебелување, порамнување и така натаму. Еве да речеме да пробаме да го зголемиме, се зголеми фонтов, немаше место во рамката, затоа се префрлија во повеќе редови, може тоа да го направиме доколку рамката на некој начин ја прошириме. Толку за текст, ќе го оставам панелов Properties, затоа што сега ќе покажам опцијата. Забележувате кај алатников за цртање правоаголници единствениот на кој што има дополнително спуштачко мени. Значи можеме да цртаме правоаголник, заоблен правоаголник, полигон или звездичка. Полигон значи многоаголник. Кај полигонов или кај звездичкава,
кога ќе ја избериме во делот својства на објектите, можеме да видиме колку ќе има краци звездата или колку страни многоаголникот доколку се работеше за многоаголник. Значи јас овде ако напишам сега 7, звездичката што ќе нацртам ќе има 7 краци. Претходно ако сакам да цртам триаголник, значи пишувам 3, ќе нацртам звезда со 3 краци, а доколку сакам да биде триаголник, тогаш треба да биде полигон со 3 краци. Еве ќе нацртам триаголник. За останато, правоаголник со заоблени рабови, тоа е јасно. Ова е цртање со слободна рака. Ова е алатка за четка. Овде четките многу нема да ги користиме, меѓутоа само да ја покажам. Кога го избериме алатникот за четка, се отвора дополнителен алатник во кој што имате дебелина на четката и врв на четката. Значи, од горното избирате дебелина, од избирате облик на врвот на четката. Еве да речеме доколку е ваков, тогаш ќе нацртаме некој облик. Внимавајте, четката има рабови, ама ќе зборуваме за тоа кога ќе го објаснуваме малку овој делов shape. Понатаму, алатка за слободна трансформација. Неја ќе ја користиме повеќе, односно секогаш кога ќе сакаме објектот да го ротираме или да му ја зголемуваме неговата димензија. Кликам со него врз објектот, еве нека биде врз оваа звездичката, повеќе не ми треба. Се појавуваат сега вакви познати квадратчиња во околината. Значи со помош на крајните можам објектот да го ротирам, а со истите тие пак доколку се појави ваква права стрелка, можам да ја зголемувам димензијата на објектот. Ова алатка е за трансформација на исполнувањето, ама неја ќе објаснам од кога ќе покажем ваму за градиенти. Сега нема да видиме што се случува. Алатка за промена на бојата на работ на објектите. Значи, доколку изберам рабната боја сега да биде, да речеме, црвена, и е избрана алатката Ink Bottle, кога ќе кликнам на некој од објектите, неговиот раб станува црвен. До сега овие беа црни. Ова е алатка за исполнување на објектите кои што се веќе нацртани, значи со друга боја, нормално знаете, кофичката со боја, ниве да избериме некоја си зелена боја. Овој објект беше веќе селектиран, затоа автоматски се исполни. На другите доволно е само да кликнете некаде во внатрешноста на објектот. Ова е пипетава е алатка за избор на боја. Значи, доколку имате некоја специфична боја веќе искористена некаде на цртежот, наместо да ја барате бојата во списокот на бои, може едноставно да земете пипетата, гледате се појавува горе една лупа каде што прецизно, затоа што треба да кликнете на еден пиксел конкретно, каде што прецизно се гледа каде фактички ќе кликнете со пипетата, односно од каде ќе ја земете бојата. Кога ќе кликнем на неја, фактички таа боја станува активна боја на четката. Имате алатка за бришење, гумче за бришење, кое што нешто слично како и четката, се појавува едно дополнително кога ќе го изберете, имате дебелина и облик на гумата. Доколку избереме со овој облик, со помош на гумата можам да извршам бришење онаму каде што ќе помине четката. Тоа прилика се за ова мени во левиот дел, малку сега да се посветиме на десниот дел Shape, каде што имаме два слични дела. Горниот дел се однесува на рабната боја, значи на бојата на рабовите, а долниот дел се однесува на бојата на исполнувањето. Така да се слични, горе имате дебелина на работ, по дефолт е единица, и дека е непрекинат работ, значи може да имате погледнате опции да немате раб, да биде непрекинат, да биде со испрекинати линии, да покажеме, например, со испрекинати линии, да нацртам некој објект, да биде со точки, наместо со испрекинати линии, имате комбинација на цртичка точка и комбинација цртичка точка. Ајде да покажеме како се менува дебелината, например дебелината 5 со испрекинати линии, сега доколку нацртам некој, односно со точки се извинувам, еве го објектот кој што ги има овие параметри. Под него се наоѓа RGB палетата за бојата на рабната линија, може да ги мешате боите со директно внесување на параметри или пак да ја користите оваа палета.
значи кликате на некоја од овие нијанси, еве да речеме некаде некоја виолетова, и со помош на овој лизгачов бирате конкретна поднијанса од неа. Значи сега е ова боја на работ. Еве ќе нацртам некој правоаголник, само нека биде со целосна линија. Правоаголник кој што има дебелина 5 и работната боја ја избравме да биде некоја сивиолетова. А параметрот е транспарентност, односно провидност. Кога е 255 бојата е непровидна. Кога ова го намалувате, еве јас ќе го направам на 100 да речеме, и ако нацртам некој си друг објект, забележувате дека е ова боја, истата боја, меѓутоа имате провидност и затоа изгледа како разредена. Ова е хексадецималниот код на бојата, затоа ќе зборуваме великов повеќе во наредната тема. Одиме на долниот дел, делот за боите на исполнувањето. Сега слично горе, меѓутоа им може да избирате да нема боја, да биде еднобојна боја, да биде градиент. Овие две се за градиент. Линеарен градиент значи постепен премин од една во друга боја во облик на права линија, а радијален значи постепен премин од една во друга боја во облик на круг. Битмапа е доколку сакате да исполните со некоја си веќе готова слика или готова шарка, меѓутоа ќе треба да најдете некоја слика, а нема такви готови примери како што имаше во GIMP и во OpenOffice Draw. Само да појаснам за градиентите, тоа ни треба за да може да ја покажеме алатката за трансформација на исполнувањето. Прво да исчистам се овде. Ке нацртам, само да ставам некои си нормални параметри. Нека биде црна бојата со ваква. Како и да е. Ке нацртаме еден правоаголник. Овој правоаголник ќе го обоиме со градиент. Значи во делот ке браш, го кликнеме на линеарно, ќе ни даде опција да биде од оваа активна боја на ке бела боја. Овие два маркери кои што ги гледате на двава краја на оваа линија фактички означуваат почетната и крајната боја. Сакам да сменам сега почетната боја, значи кликам на маркерот и еве ќе изберем некоја си, да речеме, зелена боја и тогаш со помош на овие лизгачи ќе ја променам почетната боја. Ако сакам да биде крајната боја, да речеме да биде некоја од зелена на жолта, сега кликам на овој десниот маркер, па ја избирам жолтата боја и со долниот лизгач ќе изберем која нијанса на таа боја да биде и сега моментално ќе имаме вакво исполнување на објектот. Тоа значи ако нацртаме сега некој нов правоаголник, тој ќе биде исполнет со ваков градиент. И сега да ја покажеме оваа алатка, можеме да ја покажеме само на вакви исполнувања. Таа алатка е за ротација на исполнувањето. Значи сега јас имам промена на боите од лево надесно, доколку сакам да биде под некој друг агол, тогаш ќе искористувам оваа алатка. Значи ќе исто работи слично како оваа алатка, меѓутоа не го ротира објектот, туку го ротирав на течното исполнување. Ако јас вака го изротирам сега, тоа значи дека ќе биде промената на боите од горе надолу, од жолта на кај зелена. Правецот на промената на боите едноставно го изменив. Толку за денес, значи да ве потсетам да ја симнете оваа презентација за да полесно имате во предвид имињата на алатките и нивната намена, а потоа се разбира да ги испробате сите овие работи кои што ги спомнав. Веќе од наредниот час ќе почнеме со објаснување на анимацијата. Да ве потсетам дека на крајот на темата ќе треба да изработите вие самостојна анимација која што ќе ми ја пратите за оценување. Наредната лекција ќе биде објавена наредната недела. Поздрав!